Добре дојдовте во новото издание на Магазин. Како што имавте можност да видите и вчера, продолживме да се емитуваме во етерот. Најпрвин да изразам длабоко сочувство до фамилиите на трагично загинатите во Кочани и да упатиме поддршка и желби за брзо опоравување на повредените со надеж за подобро утре. На овие теми зборувам денеска со мојата соговорничка Снежана Билко, која што е тренер за личен раст и развој, автор на 3 книги. Зборуваме за овие теми во продолжение, затоа останете со нас, а мене ми останува да и посакам топло добре дојде, да и се заблагодарам што ја прифати поканата и што одвои време за ова интервју. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добре ве најдов, ви благодарам на поканата и најпрвим сакам да изразам сочувство на сите семејства од загинатите. Ова е многу сензитивна и осетлива тема и да посакам брзо заздравување на сите повредени. Така е, сите тоа го посакуваме, упатуваме едни желби за опоравување, се молиме за нив и се надеваме дека се ќе заврши за повредените, за преживеаните добро, како што треба. Дали деновиве ви се обраќаат луѓето за совет и каков? Што им е најпотребно? Јас сум константно на моите социјални мрежи, мене константно ми се обраќаат разни луѓе за разновидни совети, честопати им пишувам на Facebook, се допишуваме и на Инстаграм и на Facebook, на моите социјални мрежи. Меѓутоа, она што ми го бараат во последниве денови е видеа. Да снимам видеа, бидејќи јас имам свој YouTube канал под наслов Снежана Билко и таму снимам многу видеа за депресија, за простување, за љубов кон себе. Разновидни видеа луѓето можат да отидат на мојот канал и да ги проверат, така што мене ми бараат видеа како да се справиме со оваа ново настаната ситуација, со оваа трагедија и со овој огромен шок. Така што јас им ветив дека ќе снимам видео и ќе снимам некое видео на оваа тема. Какви реакции забележувате кај секој од нив поединечно? Па луѓето прво се многу под една голема траума, понатаму живеат во еден секојдневен страф, разочарани се, длабоко се разочарани, огорчени се, гневни, лути, бесни, се тоа собрано во целата колективна свест кај народот и мислам дека живееме многу тешки денови, многу. Така, мислите ли дека има излез од ситуацијата и каков? Што е она што можеме да им го кажеме, нели, за да им биде подобро, па ете и на блиските, на оние кои што загубиле некој во пожарот во Кочани? На блиските, како да ви кажам, јас сум мајка на една керка, имам керка 24 години, така што сум големен пат и се ставам во кожата на тие мајки пред се и навистина не постојат зборови утешителни кои што ќе ги утешат во овие моменти, меѓутоа она што можам да им го посоветувам или да им го кажам како насока, како совет е да побараат стручна помош. Дали како мене од тренер за личен раст и развој, дали од психолог, дали од психијатар доколку им треба терапија, дали од свештено лице, зависи ако се верници може да побараат помош и од свештено лице. Меѓутоа да не остануваат сами во својата тага, затоа што тагата е една огромна емоција која што ве разјадува. Значи тагата може долго да се впие во вас и едноставно да биде долготрајна и понатаму се знае може да доведе и до депресија. Ако се уште затворени во себе, кој е првиот чекор кон тоа да се отворат и да побараат помош? Не на секого му е лесно пак да побара помош во такви ситуации. Прво треба да се остават луѓето да се истагуваат, значи тагата мора да помине низ нив, секој различно доживува тагата. Не велам дека ние, иако не сме инволвирани, не тажиме, ние многу тажиме, целата колективна свест, значи колективно живееме во една огромна тага, затоа што би рекла Македонија живееше во една реално со една огромна рана и на таа отворена рана доживеавме уште еден шок каде што ни се створи уште една рана. Знаеме за случајот за Фросина и така натаму и после тоа доживеавме уште еден голем шок кој што не дотолчи. Буквално сите не дотолчи и не знаеме како да се исправиме и не знаеме како да го продолжиме животот, реалноста како да ја продолжиме. Така, мислите дека ова е една најголема колективна траума, што и се случила на Македонија, нешто најтрагично до сега? Колективна траума, колективен стрес, ако не се работи, ако не им се даруваат, ако не им се даваат содржини од вакви содржини, луѓето ќе се изгубат и ќе потонат во длабоки депресија, а после депресијата се знае мора да примаат и терапија. Така, гледаме дека ете периодов некако на моменти сите се губиме,
нели губиме допир со реалноста, не совладуваат емоции, како пак со тоа да се избориме, да останеме присебни, да останеме разумни иако ситуацијата е таква каква што е. Да останеме присебни, да го живееме сегашниот момент. Јас секогаш говорам, не треба да се живее ниту во минатото, ниту во иднината, туку да се фокусираме на сегашниот момент. Едноставно да се окупираме со содржини. Јас лично овие 7 дена на вистина секојдневно ги гледав сите вести. Окупирани сме, сакали или не, келе на социјалните мрежи нонстоп пристигнуваат такви вести, меѓутоа да го тргнеме фокусот. Сметам дека треба колку толку да се обидеме да го тргнеме фокусот и мислите да ги пренасочиме кон други содржини. Јас лично гледам содржини од духовен карактер, гледам многу содржини со совети за самопомош, со некои психолози, од некои свештени лица, сето она што мене ми ја смирува душата. Така што треба да им се нуди на народот вакви содржини. Дали ќе бидат кратки видеа со совети, дали ќе биде едукацијски материјал некој одштампан. Значи мора народот, поточно државата, да се загрижи за целокупниот народ и да му дава вакви содржини, каде што ќе му се олесни овој пеколот, како да го наречам, пеколот период. Така е, ви исто така за медитации често зборувате, говорите, имате на вашиот YouTube канал. Колку пак тоа е прикладно во овој момент? Да се слуша и да помогне? На овие што изгубиле блиски, како да ви кажам, тие луѓе најчесто се затвараат во себе и многу тешко може да допрете. Меѓутоа има луѓе кои што сакаат само помош, бараат помош, и овие медитации ќе им бидат од голема и огромна корист. Јас имам неколку на мојот YouTube канал, ги имам стајано тие што сметав дека ќе им бидат од корист. Има медитација за опуштање, има медитација за против стрес, за против анксиозност и страв, има медитација за спиење, медитација за простување и така натаму, кои што ќе им бидат од голема помош. Јас кога работам со моите клиенти сесии, секогаш им давам медитација. Тоа е 10 до 15 минути да го слушаат мојот глас, да ги води таа медитација, да се опуштат, да дишат длабоко и да прават се што јас им говорам во таа медитација. Така, и точно рековте пред малку дека треба сепак некое време да се остави, нели, да помине, да се оттагува, како што кажавте, или преболи, бидејќи може да се створи некој контраефект ако пребрзо се поминува понатаму или се форсираме да поминеме понатаму, да продолжиме, а не сме го преживеале моментот. Не ни можете, јас гледам по себе, јас личен пример ќе ви кажам дека јас не можев никакви содржини да гледам овие изминати 7 дена, ниту пак сега. Од кога изминаа тие 7 дена не значи дека повеќе не тажиме, ниту пак сега можам да гледам некои содржини од забавен карактер. Се уште ми треба време да се процесира таа болка, да исканализирам, така што треба да им се даде време. Тагата е една емоција како и сите други, секој чувствува тага, дури животните, еве кучињата, бидејќи сум голем љубител на кучиња, имам 3 дома, дури и кучињата чувствуваат тагата, така што тагата е една емоција најтешка, со која што мора и може да се избориме. Меѓутоа да оставиме, нека помина, нека се исплачат, некои сака да седат во тишина сами, некои сака да споделат, меѓутоа она што е совет мој и моја препорака е да говорат и да најдат некој кој што ќе ги сослуша. Може да биде најдобар нивни пријател или најдобра нивна пријателка. Јас сум исто тренер по дуална терапија. Дуалната терапија подразбира разговор со твојот најдобар пријател. Некој кој што ќе ги слуша. Значи само да им говорат се што имаат на душата, да го кажат и некој да ги ислуша, да ги слуша долго, трпеливо и да им даде понатаму совет пријателски, најпријателски. Така, тоа е значи двонасочна комуникација и терапија, таа дуална која што дуална терапија, рекувате. Спомнавте, добро е секако здраво и човек да се исплаче, но што е кога човек не може од преголемиот шок и некоја блокада што му се случува во самиот организам, не може да се исплаче? Зависи, секој човек различно доживува тагата. Некој гледам говореа дека овие не се моменти каде што треба да се смееме, меѓутоа сметам, јас сум многу позитивна особа, јас се смеам, јас ти реков кога дојдов дека посакував да ме викнеше за некоја ведра и весела тема, јас се појавам на телевизија кога сум насмеана, кога говориме весели убави теми.
Меѓутоа секој човек различно доживува тагата. Оние што ќе се смеат, животот продолжува, оние кои што ќе се смеат не значи дека не ја чувствуваат тагата. Значи вие можете да имате насмевка на вашето лице, меѓутоа длабоко во вас да тажите, да сте во една огромна тага. Најчесто кога сме сами дома, оној период пред спиење, тогаш ни се најчесто мислите. Мислите се поврзани и многу важни како ќе ги развиваме нашите мисли овој цел период кој што ни следи. Така, во тиете мисли, емоции има и гнев, има и бес. Како мислите дека треба да се пренасочи тој бес што го чувствуваат? Да ви кажам, постојат позитивни и негативни емоции. Во негативните емоции спаѓа гнев, бес, лутина, омраза. Сите тие емоции, секој што работи на себе, јас со оние клиенти со кои што работам, работиме на искоренување на овие емоции. Работата на себе тоа и подразбира. Кога велам јас да работиш на себе, тоа значи да ги искорениш сите овие емоции. Значи бес, лутина, гнев, омраза. Омразата е најстрашна емоција која што ја јаде душата. Сите овие јадат душата и не дај Боже може да допринесат до физички болести на самото тело. Така што треба да се избориме. Јас имам медитација за простување, имам многу говорено и во оваа книга која што ви ја донесов 5 до 12 за простувањето. Значи треба да го поминеме процесот простување, да им простиме на сите и да искорениме од нас лутината. Меѓутоа сега сме многу во еден тазен период каде што лутината е на изразено ниво. Гледам дека се прават мировни маршови, протести како и да ги наречеме, и луѓето сакаат да искажат лутината. Можеби е така добро во овој период да се искаже лутината на еден таков начин. Да, мислите дека тоа е добро да ете на некој марш, на собир да се отиде, да се сплотат луѓето во овој момент на ваков начин? Да, сметам дека ќе искажат така на улиците како што прават. Сега живееме во едно демократско општество, секој прави како што мисли дека треба да прави, знаеме какви се нивните барања, знаеме што барат и навистина е жално да дозволуваме младите да ни заминуваат од државата. Јас сум во контакт со многу млади личности и после оваа трагедија решително ми кажа дека сакаат да се иселат. И тоа е многу жално и поразително да го слушаш. Еве јас на свој 46 години да слушам млади личности од 24-25 години како едва чекаат да се заминат од овде. Да, но е и разбирливо во овој момент, нели секој од нас би си помислил такво нешто кога ќе се случи ваква трагедија дека нели не е убаво да се живее тука, дека не може понатаму без... Затоа што треба да се прават драстични промени во системот. Оваа корупција навлезена во секоја пора од животот. Јас не кем да говорам на таа тема, еве само спомнав и начнав. Меѓутоа, кога младите го гледаат тоа дека во секоја пора е навлезено и дека немаат спас, тие го гледаат спасот надвор. Така што сметам дека еве после оваа трагедија дека нештата ќе се променат. Јас сум позитивен човек, оптимистичен и секогаш гледам оптимистички, а искрено не сакам да живеам во друга држава. Јас сум патриот. Патриота сум голем и сметам дека ми е најубаво да си живеам во сопствената држава. Мислите ли дека треба некои работилници за млади да има следниот период за да се зборува повеќе со нив, да им се објаснат, освестат можеби некои работи? Да, апсолутно е потребно и бесплатни содржини како видеа, како текстови да се пуштаат на сите социјални мрежи и секако да се прават работилници, групни работилници се најубави, би рекла најубаво е кога се прават тие групни работилници, затоа што секој го споделува своето искуство и сметам дека треба да се прават разновидни кампањи за подкрепање на свеста и за ублажување на оваа болка која што ни е нанесена колективно. Така, во вашите книги исто така може да се побара одговор. Вие спомнавте и за ова 5 до 12. Да, 5 до 12 е еден духовен водич кој што има разновидни духовни вежби, има текстови за простување, има текстови за изговорите, има текст од типот не барајте спасител, спасителот сте вие. Книга која што ќе им биде од прва помош на секоја душа. Ова јас го нарекувам духовен водич 5 до 12 и многу луѓе кои што ја прочитале им била од огромна корист. Така, дали мислите дека има надеж за подобро утро, односно како да ја пронајдеме надежта, волјата во вакви ситуации? Надеж мора да има, надежта, волјата мора да ја негуваме во нас. Не смееме да дозволиме да изгубиме надежта, не смееме да дозволиме да станеме едни безволни битија.
Мора да ја негуваме надежта и мора малку попозитивно да гледаме на нештата, затоа што ако сме затрупани со нонстоп негативни информации, јас секогаш говорам за мислите, затоа што човекот има 50-60 мисли дневно, ако му се тие мисли поголемиот дел негативни, таква и реалност ке живее. А луѓето што прават? Го затрупуваат нивниот ум со многу негативни мисли. Значи мора да го смена начинот на размислување и да одат со благодарноста. Благодарноста е една алатка која што секогаш ја давам, да се стави фокусот на благодарноста. На што сте благодарни денес? Еве сите што не гледаат можат да се запрашаат на што се благодарни денес. Затоа што луѓето често пати кажуваат јас немам на што да бидам благодарен, а не е така. Има да бидат благодарни и со благодарноста се подкрепа вашата вибрација и вашето расположение. И во понатамошните денови, сега е многу тазен, меѓутоа во понатамошните денови секогаш предлагам хуморот да биде составен дел и музиката. Тие ги кажувам како главни подкревачи на вибрацијата, на расположението и да не помине ден без хумор и без музика. Музика онаква каква што ги расположува, забавна музика или народна, седно, онаа која што им го подкрива нивното расположение. Меѓутоа сега е се уште тазен. Сметам дека е се уште тазен. Вие рековте нели претходно дека сте оптимист и дека треба човек да е оптимист, иако е можеби тешко сега на почеток, е уште рано, но понатаму, како што кажавте, да се негува надежта и волјата за подобро утре. Мора да се негува и молитвите се тука исто ги кажувам како, иако не сум свештено лице, меѓутоа молитвата исто да биде дел од секојдневието. Едноставно молитвата нема некои правила, можеме да се молиме буквално со онакви зборови какви што ние сакаме, меѓутоа таа да биде искрена, со чисто срце и упатена кон Бога. Така, луѓето се молат и за повредените, за преживеаните. А како мислите дека може пак и на нив да им се помогне, да им се олесни и во однос на менталното здравје, на силата која што треба да продолжат да ја имаат и понатаму? Сите кои што им се блиски овие повредени треба да имаат позитивен пристап кон нив, да не ги сожалуваат, да не им се скорива грижата на совест, да не им се како да ви кажам, да не им се разгоруваат оние емоции на бес, на лутина, па сега кој е крив, кој е виновен, затоа што луѓето честопати и сами себе се обвинуваат. Овие кои што изгубиле блиски се обвинуваат зошто го пуштив детето, нели се обвинуваат зошто ова го направив, не требаше така и често пати имаат грижа на совест која што е многу штетна за секоја една душа. Грижата на совест и каењето. Така што на овие повредени лица треба да им се делува позитивно. Да им се кажува, да се мотивираат како ќе биде се подобро, како ќе им се решат тие рани, бидејќи имаат проблем со нивниот физички изглед, за жал, така што треба да им се делува позитивно, дека се ќе биде во ред, дека ете тие се тука со нив, едноставно да им се дава подкрепа и да им се дава мотивација секојдневно со позитивен пристап. Така и всушност дека живеат еден нов живот, дека ова е една нова шанса и можеби да го гледаат на тој начин. Да, апсолутно така. Да. Ви благодарам многу за денешново гостување. Се надевам, како што кажавте, дека ќе се гледаме и за убави теми, за убави разговори, а се надевам дека и ова ќе им помогне на многу луѓе да се соочат со реалноста, некако сето ова заеднички да го преживееме и да се надеваме дека се ќе биде подобро. Се надевам и луѓето нека не забораваат дека треба да почнат да работат на себе, да побараат стручен совет и да не се срамат затоа што се уште живееме во едни предрасуди овде во државава каде што им е срам да побараат помош, да не се срамат и да побараат помош за нивната душа како би понатаму обстојувале во еден нормален колосек, во една нова нормална реалност. Така, ви благодарам за овие корисни совети и пораки што ги упативте. Ќе се видиме секако повторно. А ние продолжуваме со класична музика, која што ќе имате прилика и вечерва да ја слушнете во Музеот на македонската борба во 19 часот на хуманитарен концерт на виолончелистот Антонио Илиоски и пианистката Јана Лолова. Ќе бидат поставени кутии за донација, средствата ќе бидат донирани на семејствата погодени од трагедијата во Кочани. Ви останете на програмата на Сител телевизија. Од мене, довидување.